Почитувани присутни, почитувана јавност, добар ден. Ја отворам втората воредна седница на Советот на Чишиново Облешево. За дневниот ред ја прегледам следната точка. Постапување по решение од Агенција за храна и ветеринарство за контролни мерки во однос со болеста сипаници кај овци и кози. Ве молам да го изгласаме дневен ред. Добро, за. Чекайте малку. Со 11 гласа за, констатирам дека дневниот ред е усвоен. Отварам претрес по точката, го молам представникот да се произнесе. Повели инспекторе. Добро вечер на сите, јас сум Апостолов Методи, официјален ветеринар, подрачна единица Кочени, вработена Агенција за храна и ветеринарство. Тука сме рази сериозност, што се јави во село Соколарци, сипаница кај овци. Таа се јави кај лицето Душан Божинов, горе на крајот на селото. Болест што е вирусно заболување, нема лечење. Полека почнува и смртност да се јавува. На почетокот имаше околу 20 болни, сега веќе има 70 до 80. И тука сме да го решиме проблемот согласно насоките од Светска здравствена организација, па и ние, нашата агенција ги следи и тие насоки. Има болести што се од А категорија и ова е од тие каде што се врши убивање на сите овци нештетно, односно хумано. Убивањето се врши под наш надзор од страна на доктор по ветеринарна медицина со кој состојаникот има склучено договор. Убивањето ќе биде со инекции Т61, со тако и колку може побрзо да се заврши оваа работа, толку поубаво ќе биде. И за овците од страна да не умират и од друга страна да не се шири болеста низ Соколарци па низ цела општина, па и пошироко. Еве болеста у исти ден се јави, може да видите на страна 7, значи во Делчево во Бигла, јавува се во Свети Николе Малино и се јавува у тука фали на страна долу и се јавува во Соколарци. Значи болест што се пренаса не е опасна за човекот, но се пренаса преку се, преку возила, преку се. Така да, колку може да излезете во пресет како совет, како општина, да завршиме работата, за да не се створи поголема епидемија. А најлошо е што сега надвор време 40 степени, ако има и смртност ќе дојде до дување, ширење на смрдеа и тоа. Благодарам. Кој бара збор? Повели началник. Благодарам, председателе. Поштовани советници, поради итноста на ситуацијата и поради тоа што при вакви случувања на територијата на општината неминовно е да се состанеме и да донесеме неколку заклучоци и при тоа донесеме одлука согласно насоките кои што ни се дадени од Агенцијата за храна и ветеринарство. Најпрво сакам да ви известам дека од првиот ден сме во комуникација со инспекторот, со
инспекторите од нашата општина и инспекторот од храна и ветеринарство со институциите од државата. Информацијата е проследена навремено до општината, до мене како градоначелник, до администрацијата и веднаш се презема ред мерки кои што се потребни во вакви случаеви за да може да се навремено действува и да се спречи толку колку што може ситуацијата да не се проширува и да не станува уште поалармантна од тоа што е. Ситуацијата е сериозна, неминовно е да се действува брзо и со таа цел сме одека собрани да пренесеме информацијата до вас и од една страна и од друга страна да донесеме заедничка одлука како најбрзо и неминовно ќе се справиме со оваа ситуација. Предлагам до Советот да ги донесеме овие заклучоци од самиот состанок на Советот на општината. Како прво, општинската администрација заедно со инспекторатот за животна средина да пронајде безбедна локација за закупување на угинатите животни. Второ, да се обезбеди механизација и транспорт. И трето, во соработка со Агенција за храна и ветеринарство да се обезбеди сигурна дислокација на угинатите животни и по насока на инспекторите да се изврши безбедно затрупување, односно нештетно отстранување на мршите од овците и козите кои угинали или се убиени. Простирката црсто и течно ѓубре за кое постои сомнение дека се контаминирани како и храната за животни под официјален надзор. Дел од овие работи ние веќе како општина ги обезбедивме и сме спремни да одговориме на ова. Дел од тоа ќе следува во текот на утрешниот ден. Лицето кај кое што е појавена оваа болест е во комуникација со инспекторите и со општината и добива насоки секојдневно и се постапува по тие насоки. Во овој момент можам да информирам и јавноста, да искористам шанса и вас овде како советници, дека оваа болест е веќе проширена во повеќе општини од територијата на државата. За среќа, за сега ова е единствено стадо во кое што е појавено на нашата територија. Да се надеваме дека нема да се прошири на други стада, но затоа сега е време да преземеме хитни и мерки кои што се неопходни да се ова задржи там во рамките само во тоа стадо. Доколку се случи проширување од болеста, спремни сме исто така да постапуваме според насоките од надлежните институции. Она што во овој момент го знаеме како информација е дека во тоа стадо веќе има неколку угинати животни, за кои што е неминовно хитно да се дислоцираат од таму и да се пренесат на локација која што ќе биде соодветна за таа намена, безбедна за околината. Како таква локација, во текот на вчерашниот ден разделавме со вработени од општината и со представници од Агенција за храна и ветеринарство и потврдивме дека локацијата која што е некаде на потегот помеѓу Соколарци и Жиѓанци, државно земјиште, пасишта, бројна парцела 2460/7, што се наоѓа некаде во близина на лешниците на Орце. Така најдобро описно ќе да знаете за која локација станува збор. Во текот на утрешниот ден ќе се изврши откопување на потребната земја на длабочина на која што е по стандарди за третирање на вакви животни и заедно со инспекторите од храна и ветеринарство ќе се изврши потребното дислоцирање на тие животни кои што се веќе угинати. Понатаму околу процедурите за тоа на кој начин и како ќе бидат третирани останатите животни е работа на агенцијата и ние тука ќе бидеме само едноставно како логистика за да можеме што е можно побезбедно, посигурно овие животни кои што се заболени или се дел од тоа заболено стадо да не дозволиме да направат контаминација на останатиот дел од селото и на останатите стада. Така да ве замолувам да ја сватиме сериозно оваа
состојба во која што е нашата општина, да се пренесе до сите сточари во овој случај, одгледувачи на овци и кози, кои што се во опасност од зафаќање на оваа болест, да што е можно побезбедно ги чуваат своите стада, да не ги мешат со останатите стада, да се внимава на влегување и излегување од стадата на страни лица, луѓе кои што не се дел од семејното стопанство, како би се избегнала можноста од заболување или внесување на тој вирус. Оваа болест е пренослива, како што дознавме од инспекторите ветеринарни, и многу брзо се шири, затоа да се свати сериозно уште веднаш и да се проба да се заштитиме што е можно најдобро. Благодарам, значи, тоа го давам како еден вид на информација, понатаму вие ќе донесете одлука за локацијата и за заклучоците од состанокот. Благодарам. Молам кој ба разбор. Бидејќи никој нема збор, ве молам да гласаме. Со 11 гласа за, констатирам дека е донесен указ за постапување по решението на Агенцијата за храна и ветеринарство за контролни мерки во однос со болеста сипаници на овци и кози. Бидејќи само ова точка исцрпен дневниот ред, ја затворам втората воредна седница. Ви благодарам на присуството.